Нина е родена и израсната во украинското село Велика Михаиловка во областа Одеса, која граничи со Приднестровие, сепаратистички регион во Молдавија, подржан од Русија. Поголемиот дел од животот работела во локална фабрика. Таа денес поседува мал штанд за леп. Нина не е загрижена за извештајот на молдовското разузнавање, кој предупредува дека Русија може да започне нова офанзива во Јужна Украина. Тоа е само разговор. Овде ни е добро, се е мирно, нашите момци не штитат. Но сите локални жители не мислат како Нина. Тому што зовсім недалеко до граница. Ние сме многу близко до границата. Се обидуваме да ги поддржиме нашите војници на каков било начин. Олександар Ковалчук е роден и израснат во овој дел на Украина. Прожив вже багато років. Моите родители живеат на околу 25 километри од границата со Молдавија. Молдавија ја прогласи својата независност од Советскиот сојуз во 1991 година. Во 1992 година сепаратистите поддржани од Русија започнаа граѓанска војна во Приднестровие и се уште го контролираат регионот, иако тој е меѓународно признат како дел од Молдавија. До денес има руски војници во регионот и тоа е она што ги загрижува многу украинци кои живеат во близина на границата. Ковалчук вели дека од почетокот на војната во Украина, голем број мажи ја преминале украинско-молдавската граница во близина на Тираспол, главниот град на Приднестровие. Знову ж таки за неофицијна информација. Имаме неофицијални информации дека во последните 6 месеци многу млади и средовечни мажи дојдоа во Приднестровие. Рекоа дека биле во посета на роднини или дека имаат работа. Сепак никој од нив не замина. Предпоставуваме дека станува збор за руски офицери и тие чекаат нешто. Според нашите извори, засега се работи за околу 1000 мажи. Молдавските разузнавачи ја зголемија загриженост оваа недела кога рекоа дека може да има руска офанзива во Јужна Украина на почетокот на следната година, со цел да се поврзат Украина и Приднестровие. Ковалчук верува дека тоа е малку веројатно. А навіть якщо и Дури и да дојде до конфликт, Украина ќе победи, имаме повеќе мажи овде, имаме предност. Во меѓувреме, жителите на Велика Михаиловка се подготвуваат за зима. Волонтерите поставија пунктови за грејење за локалното население, бидејќи руските ракетни напади ја исклучија струјата и грејењето низ целата земја. Не разумеем што зима буде. Саќаме дека оваа зима ќе биде тешка. Нашата држава е се што имаме и за неа ќе се бориме до крај. Ние сме сопственици на нашата земја. Селото продолжува да го живее својот живот, но внимавајќи на западната граница.